До крајот на годинава ќе се реализираат уште 3 дополнителни проекти за паркинг во Б-зоната. Докаде е постапката за реализацијата на веќе одобрените проекти во оваа зона, од изјавата на директорот на јавното претпријатие Куманово паркинг Андреја Мачовски. Со оглед на тоа што ЈП Куманово паркинг има изработено и одобрено проекти за воведување на зонско паркирање Б-зона на повеќе локации во градот. Прашањето ми е кои активности преостануваат и во кој рок се очекува комплетно воведување на Б-зоната, како и за колку проекти се чекаат сообраќајни решенија, а со оглед на тоа што предстои летен период, кога се очекува зголемен број инострански посетители во градот, како планира да го реши плаќањето на зонското паркирање за корисници кои немаат македонски телефонски број? Дали е предвидено воведување на апликација, картички, како и сите останати председателка, QR кодови или веб плаќања? Второто прашање до ВД директорот на ЈП Водовод Куманово. Дали јавното претпријатие има капацитет како јавно претпријатие самостојно да реализира изградба на водоводна и канализациона мрежа, особено помали инфраструктурни зафати, или за истите е неопходна поддршка од општината и надворешни извори на финансирање? И третото прашање. Врска со зонско паркирање за Б-зона, проектите кои што беа веќе готови се пуштени на повторно обновување, бидејќи е истечена лиценцата од сообраќајниот инженер кој го изготвил тој проект. Исто така и овластувањата од СВР Куманово имаат важност од 1 година и затоа е пуштено од почеток целата процедура да се преработи, доколку има промени некои нови во законите, да се усогласат истите и тие. Очекуваме дека до крајот на ова, односно во најбрз можен рок, можеби во наредните 2 месеци, сигурно ќе постапиме со воведување на Б-зона, бидејќи само тоа немаме никакви пречки. Во врска уште колку проекти се очекуваме, значи во изработка се моментално пуштени од општината ги изготвува новите проекти, кои што е надовржување на улицата Кирил и Методи од Пионерски дом до крајот, Ореовлад и позади Стокомак на Октомвриска револуција. Тоа се 3 нови проекти кои ги очекуваме да ги изведеме до крајот на оваа година. Во врска со зонско паркирање за странци, веќе се работи на апликацијата, како што спомнав и пред неколку седмици, завршена е, во теке изработка, завршена е тендерска постапка за изготвување на нови знаци, каде што на самите знаци ќе има поставено QR кодови, како што и вие прашавте, и ќе има олеснување за сите странци кои што доаѓаат, дури и за нашите граѓани тука, со самото скенирање со телефон, директно ќе ги насочи кон апликацијата со наплата преку картичка, да немаат компликации и да им биде многу олеснено.